здравствено да ја подобриме и таа се соочи со нешто. Сега реков на Цеце ќе направиме едно смути, јас ќе се обидам некој чајче да направиме и сите тоа во релација со дамата која што лек, знаеш дека се сеќавам дека пред точно 15 години на како кажа, пред точно 15, мислам па ќе кажеш сигурно сега нешто 15 брзо, години. добро? Се сеќаваш на The Chicks и девојките? Како не? Сара Мейс и Ива, кои што го сочинува ова дуо и се сеќавам кога дојдоа и беа вистина така една помпезна најава имаше во сите македонски медиуми за новите девојки кои што апсолутно прават хараат, што се вели по радиските станици, со тогаш нивниот прв сингл издаден и драго ми е што секоја животна музичка етапа знаеме да ја аплаудираме на Сара Мейс и вистина, освен тоа што е една од нашите ретки харфиски ветерани, дама која што ја гледате и апсолутно во различни проекти, она што ќе честитаме што секој пат вистински ја носи празничната магија со девојките. Да, една од ретките. Која што е синоним за празничната магија, така што таа во овој момент ми вели Марче, кај бе вика јас сега не нашминкана, викам па тоа е идејата ви Сара да ве будиме наутро. Не само не нашминкана, претпоставувам еден хаос со децата за спремање. Види колку прекрасно училиште, изгледаш. градинка. Така ли е, Сара? Многу мирно вака делува сега. Бе, добро утро. Ајде, добро утро, драга. Дали сте добри? Ма прекрасни сме. Прекрасни. Многу слабо ве слушам само, ама се надевам дека ќе се разбереме убаво, ќе мора да јас да зборам па да вие да зборите. Да се почекаме, така е, така е. Кажи ми како си ти бабата отидова? најава. Иначе хаос е, па се да, овакво околу Нова година имаше едно, го прашуваат детето како се чувствуваш околу празниците и Нова година и оно вика my parents are musicians. Така што да, има и приватно и професионално е доста брзо темпото, да кажем, на некој начин, но од друга страна па мислам дека така е и убаво. Нели урни сме сега и за работа и за дружење и за живеачка, така што се додека сме здрави се е прекрасно. Така и треба да биде. Сара, с оглед на тоа што имаш мали дечиња, не е нешто ново и невообичаено да си будна во овој период од денот, но кога вообичаено ти започнува едно утро? Се будиш ти пред децата, тие тебе те будат? 6:50 не баш. Не, па околу 7:30, 7:20 веќе ми започнува, да. Добре, значи утрово започнува со нашата екипа. Малку сме те подразбудиле, ама ти благодарим. Има и причини многу и вистина се познаваме толку години, секој па знаеш дека си аплаудираме еден друг за сите животни предизвици со кои што се соочуваме и ни ги носи некако животот како деликатеси. Меѓутоа, кога стана збор за музиката, вистина си достоинствена и дама која што честно постојано твори и драго ми е што овој пат токму и покрај онаа твоја празнична турнеја низ Македонија за оние постојани изведби со твојот втор дом, како што често пати знаеш да кажеш македонската опера и балет, овој пат имаш едно на некој начин библиско здружение по повод 30 години постоењето за овековечување на Псалм 150, токму како што кажа преку својата уникатна музичка замисла. Ова е уште еден показател дека се синоним на онаа празнична магија која што ја донесе уште се сеќавам пред неколку години со Биг бендот за Среќна Нова година, па продолжи таа еуфорија сега со девојките. Ќе споменеме и за нели хуманиот настан кој што ќе го имате во Велес. Ама ајде прво малку за Псалм 150, додека ти говориш ќе оди и дел од видеоспотот, па и денеска ќе го пуштиме специјално постпразнично за сите гледачи на Телма телевизија. Па вака, Марче, на моје огромно задоволство, Македонското библиско здружение правеше 30 години од своето постоење и ме поканија да бидам дел од нивното одбележување на истото и по тој повод да напишам музика за овој псалм. За мене беше искрено предизвик на некој начин one of a kind, поради тоа што сепак се работи за псалм, се работи за музика која што е наменска, која што на некој начин нели ќе остане во македонската историја, во македонското творештво, која што е пишувана за мојот инструмент, која што нели треба во тој случај, нели за предизвиков зборувам, да биде напишана за харфа
И идејата беше звукот да го доближиме нели до Давидовата харфа, односно до идејата за како Давидовата харфа звучала. И самиот начин на кој што требаше да биде пишуван, на кој што требаше да се донесат некои наши традиционални ноти, но исто така и да има некој еврејски призвук, нешто византиско, сето тоа ми беше навистина огромен предизвик и навистина огромно задоволство. Знам дека и во тој период кога се случуваше тоа, ова беше ноември. Исто така имав концерти со опера, имаше и со филхармонија, мислам дека тогаш беше баш отварањето, имав и приватни настани многу и во тој период не може веднаш да одговорам на задачата, но едва чекав да се ослободам, пример, да заврши тој концерт кој што во моментот се случува, за да може да седнам и да го направам да направам оваа музика. Искрено, стварно, како ми дојде, стварно беше како Божја работа, некако така, многу убаво, многу брзо, многу лесно, како да точно тоа требало да се случи со овој псалм и мене, така да, се почувствував искрено. И вистина дека христијанските православни вредности секој пат се некако мотивации и за вас се случуваат, нели, оние православните поворки во име нели на Христовото раѓање и така натаму, и драго ми е што секој пат се обврзува македонската музика околу овој предмет. Затоа и ствари на некој начин ми беше идејата да сепак му дадам живот на ова дело, да не остане само за тој повод, туку и да го снимам во студио, а и да му снимам и видеозапис, за да може да на некој начин им ги честитам божикните празници на нашата публика. Да, апсолутно. И да не заборавам, вистина си една од ретките, не знам, на прсти се бројат можеби луѓе кои што вистински знаат турнеја да фатат, проекти да реализираат во екот на празниците. Па кажав, се сеќавам пред можеби има заради концептот. Па не знам, се сеќавам јас. Затоа што не секој веќе практикува да прави таква музика. Да, меѓутоа се сеќавам повеќе од 10 години кога е македонската музика и празниците во прашање, да. Меѓутоа со The Big Band и Сара Мес така започна според мене и незината еуфорија и таа некоја музичка магија. Само да потсетам дека имаше прилична убава година и турнеја која што започна во декември, Битола, Штип, Крива Паланка, потоа нели продолжете на Скопскиот плоштад за Нова година, настапивте во Охрид на првиот ден од годината. Меѓутоа на 10 овој месец јануари, тоа е за 2 ден, поточно утре сме, така? Да, утре е 10. Леле, утре 10, ги канеме сите во Велешкиот театар. Јордан Хаджи Константинов Джинот во Велес ќе се одржи токму божикен хуманитарен концерт. Сара Мес и девојките ќе каже многу повеќе таа заедно со комерниот оркестар во Битола, и концертот е најавен како хуманитарен. Тоа го пресликаа некако медиумите низ своите медиумски платформи. Еве денески на Тилма да ги поканиме сите утре во Велес на овој хуманитарен концерт. Точно така, концертот е хуманитарен и сите средства собрани од концертот ќе бидат донирани во Црвениот крст во Велес. Значи, картите веќе се продаваат во продажба, се мислам дека се и дури можеби при крај. Не дури, туку да. Концертот за мене ќе биде, да не кажам, еден од најубавите оваа година. Ти благодарам многу што ја спомена целата турнеја, навистина многу убаво си поминавме во сите градови. Ова е последниот со кој што го затвораме тој круг. Наречен е Божикен заради тоа што ќе има на некој начин промена во самиот репертоар и во начинот на кој што ги честитаме празниците на нашата верна публика. Поради тоа што ќе бидат вметнати исто така некои, сега не знам дали да кажам или да биде изненадување, еве ќе откриам дека псалмот, 150-тиот псалм ќе го отсвирам. Премиерно ќе биде тоа? Во Велес, како? Дали ќе биде тоа премиерно во Велес? Не знам дали ја слушаме во моментот сега и нешто во моментот ни се изгуби на линија. Ајде. Дали ме имате? Рече си едвај. Послабо те слушаме. Послабо те слушаме. Меѓутоа ќе споделам дека ќе настапиш заедно токму со камерниот оркестар Битола,
Концертот ќе биде од хуманитарен карактер, сите собрани средства, како што кажа Сара, речи си да се пред крај, продадените билети целосно ќе бидат наменети за Црвен крст Велес и донирани на оние кои што им е најпотребна помош и во овој период за време на празниците. Многу ти благодариме, љубов до тебе, до Диме и до најмалите, да ги бакнеш, да ја посакам заедно со целата екипа убав ден. И се гледаме и убава година. Пред се убава година, не заборавај да ги носиш овие празнични мигови, нека биде така една конзистентна нишка како досега. Знаеш дека имаме љубов до тебе и твојата работа. Ви благодарам многу, не знам дали ме слушате. Да. Добре. Супер, само да ви се заблагодарам за поканата, да ги поканиме уште еднаш сите велешани да дојдат утре во петок на 10 во 20 часот во нивниот театар. И исто така би сакала на вас и на сите гледачи кои што не гледаат да ви посакам многу здравие пред се оваа година и после тоа се да си доаѓа со ред. Апсолутно. Само ќе потсетам дека пред неколку години има прилика чест и јас на еден од нашите фестивали да ти врачам награда за Floating Through Space. Само да прашам, имаше прилично успешна година со Фреквенција, со чинам дека Вселена и други неколку поп синглови. Дали ова ќе биде година за издавање на нов студиски албум и проекти? А дали ќе биде? Да. Па веќе после Хероина и Ептен љубовна со Игор Џамбазов на наше огромно задоволство се случи таа убава соработка годинава. Мислам дека сум многу инспирирана за нови убави проекти. Мислам веќе се работи на истите. Супер. Така што одвај чекам да се дружиме за такви слични поводи нареднава година. Утринска Антилма е твојот дом, те чекаме со нетрпение да се дружиме. Уште еднаш многу љубов, убав ден нека ти биде и се гледаме за скоро повторно, Сара. Да, поздрав Сара, поздрав до тебе, има убав ден и навистина убава година, а она што ќе го погледнеме вратно во продолжение е статокот од видеото, кој што и тоа како заслужува внимание во ТВ етерот, а утре ќе имате можностите доколку присуствувате на концертот во Велес, во театарот Јордан Хаџи Константинов Джинот. Се разбира, покрај сите останати композиции премиерно да ја доживеете и изведбата од Сара на низината харфа во живо, се разбира. Како тоа изгледа преку видеозапис, ќе погледнете во продолжение. Фалете го Бога во неговото светилиште. Фалете го Бога на небесата во силата негова. Фалете ги неговите силни дела. Фалете го изобилието на добрините. Славете го Бога со трубен звук, лира и харфа. Со тимпани играјќи фалете го на струни и флута. Фалете го со милозвучни кимбали. Фалете го и со кимбали громогласни. Се што дише нека го слава.